Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Стандардно 5-6 се бројот на одговори, односно прашања кои што успевам да ги одговорам во времето кое што го имам, и за денеска спремив 5 добри одговори, односно за теми кои што верувам дека ќе ви го задржат вниманието. За секој од вас кој што можеби се уште не се охрабрил или не знае како да ме искористи и да ми постави прашање и да го најдам одговорот, може да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif на социјалните мрежи, можете на Инстаграм, каде што и најмногу ја правиме таа интеракција, #AskJosif е моето корисничко име, и можете во приватна порака да ми поставите прашање или па искористете ги броевите на телевизија Телма и оставете го вашето прашање, а јас ќе се потрудам да го најдам најдобриот можен одговор. Првото за денеска доаѓа од Филип Соко и прашува дали ленено семе е подобро да се конзумира мелено или цели зрна. Филип, не дека ќе сгрешиш доколку го конзумираш на оваков или на таков начин, но кога зборуваме за подобра искористеност и како подобро ќе помине низ дигестивниот систем, тогаш дефинитивно е подобро да биде мелено. Затоа што дигестивниот систем ќе изгуби помалку време и ќе може речиси во целост да го обработи. Инаку лененото семе без разлика во која верзија ти ќе го конзумираш е одличен продукт, затоа што содржи има супер состав во смисла и добри масти и добра количина на растителни влакна, така да продолжи да го конзумираш и ете, меленото е прифатено како подобра опција. Следното прашање доаѓа од Дани и прашува дали исхраната влијае на нивоата на стрес. Дани, многу влијае, генерално да, луѓето највеќе доживуваме стрес, особено во денешно време поради начинот на кој што живееме, многу динамичното случување на нешта, на различни настани, поради тоа што конзумираме премногу информации благодарение на интернетот и на многуте медиуми, сето тоа ни влијае за да доживуваме одредени стресови во текот на денот, и кога се работи за исхраната, многу често луѓето бараат некогаш и утеха во исхраната или одредени пороци, мислејќи дека тоа ќе ги изрелаксира или ќе им го намали чувството на стрес, но дефинитивно не е така, затоа што изборот на храна кој што го правиме кога најчесто сме под стрес е многу веројатно погрешниот. На што всушност мислам? Најчесто луѓето кога доживуваат одреден стрес и можеби во моментот доживуваат одреден шок, можеби често посегнуваат по многу шекери, многу масти или одредени пороци како алкохол и цигари, кои што како привидно да им го намалуваат стресот и им прават чувство на гратификација. Затоа и често и со луѓето јас кои што работам, многу често среќавам емотивно јадење. Тоа значи дека имам некаков стрес или можеби емоциите не ми се во ред и посегнувам по продукти кои што ми даваат моментално чувство на гратификација и можеби се чувствувам малку позадоволен, но има многу поголем контраефект подоцна, затоа што колку повеќе внесуваш шекер, процесирана храна која што директно влијае на хормонот инсулин, толку повеќе се експонира чувството на стрес и толку е поизразено. Затоа дефинитивно исхраната, директно на твоето прашање, влијае на стресот и дефинитивно избирањето на подобри продукти ќе придонесе за да побрзо се справиш со стресот. Иако, како шорткат, може би изгледа дека конзумирањето на одредено благо, грицка, алкохол, цигара придонесува за намалување на стресот, но тоа дефинитивно не е така и има многу поодложен и долготраен ефект врз нивоата на стрес. Км Мицковска го има следното прашање и прашува што ќе се случи ако вежбам и земам протеин како суплемент 2 месеци, а потоа не вежбам и го прекинам. Дали ќе има контраефект? Мицковска, земањето на протеин во ниеден од случаевите ќе нема контраефект. Многу поголем проблем луѓето во денешницата си прават со недоволниот внес на протеини. Она што претпоставувам твоето прашање мисли на протеин како суплемент, односно прашок или одреден продукт кој што многу често се користи после вежбање или многу често луѓе го користат како додаток во исхрана, во појадок или во замена на некој од главните оброци. Тоа е модерен, ефикасен начин како да го задоволиш телото со протеин.
така да дали ти ќе го користиш 2 месеци па потоа ќе прекинеш, нема да направи никаква разлика доколку со класичната исхрана, кога нема да го користиш протеинот како суплемент и понатаму ја задоволуваш дневната потреба и количина за протеин кој што телото ја има. Доколку ти можеби користиш протеин како суплемент и потоа престанеш да користиш без при тоа да направиш поместување и можеби некакви корекции во класичната исхрана, и не внесуваш доволно протеин, тогаш ќе има контраефекти и ќе има негативни ефекти врз твоето тело. Не се плаши од суплементацијата во смисла од протеински шејкови и слично, затоа што тоа не е хемија и не е прашок препарат кој што прави некаква магија, туку едноставно, пак ќе ти речам, поедноставен начин како да ги задоволиме потребите на нашето тело, во случајов за протеини. Блажевски Роберт го има следното прашање и вели дали вежбањето со тегови може да придонесе за да се појават кила и како можеш да се заштитиш од тоа. Роберт, не може, значи самото кревање на тегови или работа со тежини по автоматизам не носи кила. Мислам, многу повеќе проблем здравствен ќе ти направи невежбањето и физичката пасивност отколку физичката активност. Кога се работи за кила, нема правила како тоа ќе се појави и она што науката и медицината велат е дека килата најчесто се појавуваат поради тоа што можеби сврзните ткива кај абдоменот, односно на стомачните мускули, понекогаш попуштаат и при тоа може одреден дел од дигестивниот систем или цревата да го пробијат тоа ткиво и така се појавуваат кила. Но за да еве немаш можеби проблеми да си помогнеш при несоздавањето на кила, она што едноставно треба да го правиш е да ги зајакнуваш твоите стомачни мускули и напротив не да се плашиш од вежбање, туку да вежбаш. Сега, доколку можеби имаш слаба мускулатура во делот на абдоменот и јадрото, и кревајки тежини може да придонесеш, но самото кревање на тежини по автоматизам не придонесува за кила. Така да биди сигурен дека еве вежбаш и доволно вежби за стомачните мускули, за твоето јадро и при тоа слободно кревај тежини, нема никаков контраефект и проблем да си направиш. Ангела го има последното прашање за денеска и вели што е разликата помеѓу навика за јадење и зависност од храна. Ангела, навика самиот збор како збор значи дека нашиот нервен систем создава нешто што ќе ни донесе поголема ефикасност. Во смисла навика е да, еве, моја, која ќе станам наутро, да отидам и да се измијам лице и заби, и тоа повеќето од луѓето го правиме по автоматизам. Не размислуваме многу за тоа, затоа што нервниот систем, сакајки да ни заштеди време и да стане поефикасен, некако се ставил на автопилот. Истото се случува, еве, во моето утро почнува денот со протеински шејк за појадок, при тоа јас не размислувам на тоа, туку едноставно навиката ме тера одам, го правам или ако е веќе направено од мојата жена, го зимам, го јадам и тоа е тоа. И што значи зависност? Зависност од друга страна значи дека навиката може да премине во зависност доколку телото и мозокот сметаат дека добиваат придобивки од некаква навика. Во многу случаеви одредени навики како пушење цигара може да станат зависност, затоа што телото и мозокот и твојата приказка која што си ја вртиш во глава му велат дека можеби ќе те опушти, ќе те релаксира, ќе ти го намали стресот. Алкохолот станува зависност затоа што многу луѓе сметаат дека таа навика на секојдневно пиење по неколку чашки ќе им придонесе да се опуштат, да се релаксираат. До негде е така, но кога премногу ќе го прифатиме тоа како нешто позитивно за нашето тело, веќе станува зависност. Истото и со храната, она што ме праша, затоа што многу луѓе сметаат дека одредени продукти, одредени, не знам, навики кои што ги имаат, им помагаат да си придонесат и да се чувствуваат, да чувствуваат задоволство. Тоа е со емотивното јадење кое што пред малку го спомнавме и се случува да многу луѓе конзумираат благо или одредени пороци така наречени кои што им причинуваат задоволство и практично нивното тело и нивниот мозок го имаат прифатено како
позитивна работа, затоа што секогаш при конзумација на одредени такви продукти се лачат допамини и тоа игра исклучиво на тој хормон на допамин кој што ти дава некакво задоволство и го смета телото како одредена награда. Најдобриот начин да се решиш со ова е техника која што ја најдов, која што се вика техника со прекинувачи, односно што значи тоа, секој пат кога ќе дојдеш во искушение за кое што смета телото и мозокот дека ќе имаат придобивка, а ти си доволно паметна и свесна дека тоа не е баш најдобриот избор, треба да направиш сосема друго нешто што ќе биде прекинувач. Во смисла, кога ќе ти дојде искушение, јави се на пријател, пријателка, кажи му можеби некој убав збор, ти поттикни го на некаква позитивна промена, по автоматизам ќе си помогнеш и на себе. Кога ќе се случи тоа, оди можеби прошетај надвор или направи 10 склекови или 10 чучњеви, најди прекинувач и нешто што ќе го одвлече вниманието на твојот мозок и при тоа ќе почнеш полека таа навика да ја менуваш. 66 дена е потврдено од науката дека е доволно за да смениш одредена навика, макар и да е зависност, но при тоа да ги подкрепиш со нови навики. Така да единствено е да бидеш свесна и единствено е да собереш внатрешна сила за да си помогнеш. Не постои шема или шаблон или равенка и точно определени чекори по кои што ќе го смениш тоа, едноставно ти треба да најдеш сила и да си помогнеш и да ги смениш можеби некои зависности со храната ако ги имаш и те мачат. Така да, Ангела, толку имам да ти кажам на оваа тема и со тебе завршуваме за денес, односно со твоето прашање и ќе завршиме. Она што ми останува за крај да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам поголема храброст и да комуницираме и да создаваме вредност и интеракција и нормално да се видиме веќе следната среда. Имајте убав ден.